колешки колеги пратеници, представник на Влада на Република Македонија, многу почитувана македонска јавност. На пленарна седница денес предлог на закон за нус производи од животинско потекло и колегата Љупче и колегата Здравко има навистина одлични излагања за еден многу значаен предлог на закон. Во членот 7 од овој предлог на закон за нус производи од животинско потекло е дефинирано што представува нус производ. Нус производ од животинско потекло се цели тела или делови од тела на животни, производи од животинско потекло или други производи добиени од животни кои не се наменети за исхрана на луѓето, вклучително јајце, клетки, ембриони и семе. Нус производите од животинско потекло како производи кои потекнуваат од прехранбената индустрија и не се наменети за исхрана на луѓето се регулирани со законско решение од 2007 година, кое што законско решение од 2007 година има претрпено промени во 2014, 2015 и 2016 година. Европскиот парламент и Советот на Европската Унија во 2009 година ја носи регулативата под број 1069/2009 од 21 октомври 2009 година за утврдување на здравствени правила за нус производи од животинско потекло, а веќе во 2011 година Европската комисија носи регулативата под број 142/2011 за спроведување на претходно споменатата регулатива. Оттаму е сосема јасна интенцијата дека оваков предлог на законско решение е итекако потребно од едноставна причина усогласување со легислативата на Европската Унија. Значи, во врска со горе наведеното, потребно е да се донесе нов закон кој ќе биде целосно усогласен со регулативата 1069 од 2009 и ќе даде основа за транспонирање на регулативата 142 од 2011. Комплетно е оправдана потребата од носење на нов закон и ова го потврди и колегата Љупче и колегата Здравко, меѓутоа со своји забелешки кои јас комплетно ги поддржувам. Со новиот закон потребно е да се поедноставни севкупната законска рамка, односно да се направи рационализација во оваа област, односно целосно усогласување со легислативата на Европската Унија. Исто така, детално се пропишуваат документите кои правните лица треба да ги приложат до Агенцијата за храна и ветеринарство за регистрирање или одобрување на објекти или добивање на согласност за одредени карактеристики. Сега овде се поставува прашањето која е главната цел на ова предлог законско решение. Ова предлог законско решение има за цел да обезбеди високо ниво, а јас би сакал највисоко ниво на заштита на јавното здравје, а под јавно здравје секако подразбираме здравјето на луѓето и здравјето на животните, но секако да се обезбеди и посебна заштита во ланецот на исхрана и ланецот на храна кај животните, преку утврдувањето на начинот на собирање, транспорт, отстранување, постапка, преработка, обработка и нештетно отстранување на нус производите од животинско потекло и производите добиени од нив. Значи, интенцијата е да се обезбеди не само високо, него највисоко ниво на заштита на јавното здравје, заштита на здравјето на луѓето. Законот се заснова на повеќе начела: законитост, заштитата на јавниот интерес, обезбедување на задоволителен степен на ветеринарно јавно здравје, обезбедување на соодветен степен на здравствена заштита на животните. Надлежен орган, според овој предлог на закон,
за спроведување на овој закон е Агенцијата за храна и ветеринарство. Она што би сакал јас да го потенцирам, секако е член 8, каде што е дефинирана почетната точка во ланецот на производство и обврски. Операторот штом произведе нуспроизводи од животинско потекло или производи добиени од нив, должен е веднаш да ги идентификува и да постапува со нив согласно одредбите од овој закон. Значи, тоа е таа почетната точка, дефинирана во член 8 од ова предлог законско решение. И операторот во сите фази на собирањето треба да обезбеди нуспроизводите од животинско потекло и производите добиени од нив да ги исполнуваат барањата на овој закон. Исто така, директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство ги пропишува посебните барања на нуспроизводите од животинско потекло. Веќе во членот 9 е дефинирана крајната точка во ланецот на производството. Значи, за производите добиени од нив кои достигнале фазата на производство, согласно членот 36 од овој закон се смета дека ја достигнале крајната точка по која на нив не се применуваат одредбите од овој закон. Можеби една од најважните работи е содржана во членот 45, каде што е дефинирано обезбедувањето на услови за вршење на самата дејност. Собирање, превоз, складирање, преработка, употреба и отстранување на нуспроизводите од животинско потекло, како отпад на целата територија на Република Македонија се дејности од јавен интерес. Почитувани колешки и колеги, затоа е овој закон од исклучителна важност. Значи, дефинирани се како дејности од јавен интерес. А владата на Република Македонија го има тоа право да основа јавно предпријатие или пак нивното вршење да го довери на правно лице врз основа на дозвола за вршење на дејност од јавен интерес по склучен договор, доколку правното лице ги исполнува условите од овој закон. За вршењето на дејност од јавен интерес, владата распишува јавен повик. Значи, сите тие правни лица кои што ќе учествуваат на тој јавен повик мора да исполнуваат поголем број на критериуми. Се работи за исклучително важна материја која што е потребно да се регулира. Би сакал со неколку збора само ова што колегата Љупче го спомна, дека е комплетно оправдана потребата за носење на ново законско решение, меѓутоа се јавува прашање во делот што всушност е нуспроизвод според овој закон, а што ќе представува истиот тој во делот на законот за џубрива. Стравот е да не се дојде после донесувањето на закон за џубрива, да голем дел од овие одредби кои што ќе се содржат во овој закон за нуспроизводи ќе треба да бидат укинати. Затоа предлогот на колегата Љупче беше да се направи повлечување на ова законско решение и да се овозможи усогласување со законот за џубрива, и мислам дека во народниот период ќе бидеме сведоци на пристигнување на едно такво предлог законско решение во парламентот. Уште еднаш ќе потенцирам дека се работи за исклучително важна материја. Би сакал и секако и представникот на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство да даде свое видување. Треба да бидеме исклучително внимателни, бидејќи се работи за интерес на јавен интерес, интерес на сите граѓани. Ви благодарам.